уздаш Уште 3 трки стигна поред. сега да ми го навредиш Данило Петручи, значи од 20 воздржав да не ја отворам епизодата Чек, со Петручи, од требаше 20 вака да направам. воздржав тука да, значи го спремаше ова, признај дека успеа да значи дека Не. како На можеш? сателитски мотор, некој под наводници као Данило Петручи што освоил етапа на Дакар, MotoGP победа, за малце шампион ќе беше во Мото Америка у прва сезона. Ничо, добро вечер. Добро Добро дојдовме. вечер. Добро најдовме. Добро ве најдовме. Добро дојдовте, добро ве најдовме. Зарно зубо. Зарно зубо. Ке се гледаме почесто вака пред малите камери и екрани следниот период, а? Ни следат Па, маратони тука. па следат доста викенди, да, треба да се издржи ова темпо. Ничо, колку сати помина во гледање трки овој викенд? А, па не знам, околу вајда 6 сати, нешто така. 6-7. Добро. Докторот мислам дека што ти ја препише рецептата за Ама број на тоа е, сати. да, по ден ми е така да тамане, да, 12 за викенд, да. 12 за викенд. Машала. Оставаме еден ултра возбудлив викенд зад нас, викенд за паметење, иако може да се каже за еден куп други дека ќе бидат нели клише викенди за паметење, меѓутоа овој и текако ќе биде за паметење по многу повеќе различни основи. Да. Ти ја давам честа да ја одбереш првата основа по која што ќе го одбележиме овој наш подкаст, односно оваа наша епизода, затоа што ти знаеш ако ја почнам со што ќе почнам. Па да не биде монопол на една случка, нека биде овакво, ако Дукати учествуваше и во Формула 1 со болид, најверојатно и таму ќе тепаше викендов, нека биде во знакот на Дукати. Значи ги молиме Дукати да не се префрлат и на други шампионати, иако најавија нели во MX дека ќе влезат сега, така да замисли за некоја година што ќе се случи. Па да. Дукати ја оствари својата 100-та победа, значи ја оствари својата 100-та победа во MotoGP шампионатот. Пред малку гледав една објава, Honda е на врвот со 300 и кусур победи, па Yamaha, па Suzuki, не, па MV Agusta, па Yamaha, па Сузуки или Дукати па Сузуки, нешто така му доаѓаше. Да, мислам дека е 5 Дукати, да. Да, интересниот факт беше што Дукати изминативе 4 години има 50 победи. Да. Па знаеме златното време на Дукати кој е во последниве години, ама си завршиле домашната работа. Да победуваат, да. Многу касно почнале да победуваат, ама многу победуваат. Сега што да им правиме? Да, ама гледај колку брзо се заборава докаде биле едните вчера, докаде биле другите и како тоа брзо се менува до пред 2 години, нели 2020 Сузуки, титула зема 2021 Ямаха, а мислиме дека пред 100 години се случило тоа. Да. Добро, со самиот факт што имаш два подиума во кои што беше locked out, комплетно Дукати подиуми, комплетно со мали исклучоци италијанци на подиум цело време во Италија, италијански бренд, италијанци на подиум, на две различни локации овој викенд, во северниот дел на Италија и во централниот дел на Италија. На 250 километри раздалеченост една друга. Така да мислам дека италијанците, односно оние мотофанови од Италија, што верувам дека се отприлика 70% од италијанците, ќе бидат мирни во наредниот период. Да. Да почнеме од почеток, MotoGP, викенд кој што мислевме дека ќе биде малце досаден, спринт трка која што беше скоро речи ултра досадна, предвидлива, испланирана, како формула да гледаш. Овој си има такво време, овој си има вакво време. Јасно беше дека Бањаја ќе го помине, Мартин вака или онака, испадна дека ради грешка го помина, можеби немаше да успее да го помине ако не беше грешката. Да. Разликите меѓу оние двајца се толку мали да само грешките одлучуваат и тоа го зборевме прошлиот пат, кој помалку ќе греши, тој ќе ја земе титулата оваа година. Дефинитивно.
И кога спринтот ни најави, односно не спреми за ултра досадна главна трка, се случи она што многумина не го очекува, односно никој жив не го очекуваше, сигурни да бидеме. Па, веројатно да, сите бевме спремни више за дремка да не фаќаме, нели, недела попладне, ама овакво на 5-6 круга пред крај беше прво Бањаја или повеќе, не знам точно колку беше, али тука... Види, според мене неочекуваните развои на главната трка почнаа во моментот кога Пеко почна да губи позиции. Значи да, излезе напред и во моментот кога мислевме, аха, готово, сега трката заврши, тоа е тоа, сега ќе се ги изводат круговите со тоа време, со ова време и така натаму, и одеднаш Пеко губи една позиција, Пеко губи уште една позиција, Пеко губи време, значително многу. Так. Сега, не е Пеко тој што е, да не успеа да се врати назад, односно да го надмине предизвикот, проблемот, што и да му беше, што и да му се случуваше, мислам дека нема уште ништо официјално кажано што се случувало во тој период. Веројатно некоја гума или што и да е. Па изразот на лице, да, не, изразот на неговото лице после трката, мислам дека повеќе зборуваше за овој период ти сега што го кажа, отколку за падот. Падот беше само последица на нешто што не го знаеше ни он, што е причина за падот на темпото, па одеднашка после префрлање на високо темпо. Да, значи темпото што го имаше во меѓувреме беше лудо, значи беше пеколно темпо. Мислам на средина на 30 на 30 еден 30 околу 5-6 колку возеше неколку круга, беше убедливо најбрз и тоа сам себе си го рушеше рекордот круг за круг, 2 или 3 круга поред, не знам точно колку. Јасно беше дека форсира во смисло тоа дека сака да ги стигне во дечките и така натаму. Мислам не дека сите бевме убедени дека ќе ги стигне, ама можеше барем за второ место второ место теорија. Имаше време да се замеше и да чека дуел меѓу двајцава па да ги стигне и побрзо, да. Се слагам, ја мислам. Да, кажи. Па сигурно не форсирал затоа што мислел дека не може да ги стигне. Осетил перформансите дека му се враќат и затоа имаше интересна изјава од двајцата протагонисти и од Хорхе Мартин и од Пеко на овакво на крај од денот. Мартин вика побрз би сме од сите, вика имам само доверба дека ќе тепаме, а истото го каже и Пеко, вика дури докажавме на оваа трка дека сме најбрзи. Значи и двајцата се најбрзи, да, ама кој ќе остане на моторе работа очигледно до крај на трка. Види, никој апсолутно не рачунаше дека Енеа ќе се вмеша во целата приказка. Буквално овие двајца, кога дојдовме да си ги поделиме бодовите, малта беше муабетот, па да видиме како ќе си ги поделиме бодовите, се друго е као позадина нешто, нека се возат, нека прават другите таму нешто позади. Ќе ти пуштам скриншот со датум на Виктор Караколев пред трка, му кажав Енеа, уствари пред викендов, ако Енеа успее да се квалификува во прв ред, дека ќе тепа. Значи, го предвидив, ама не на овој начин, како што се реализираше дефинитивно. Ама не на овој начин, да. Да, интересно, мислам, другиве си извозеа тоа што се извозеа, пред да почнеме да зборуваме за можеби најконтравезниот, иако постои се испостави дека воопшто не е контравезен момент на целата трка во последниот круг, значи начинот на кој што Енеа го помина Мартин. Мислам дека пред се било друго што треба да кажеме, мора да го истакнеме херојскиот подвиг на нашиот љубимец Фабио Квартараро. Па да, мислам, вајда на секој фан на MotoGP љубимец би требало да биде некој што вади маста му ја вади на моторот и се наоѓа на стазата таму кај што нему е место под наводници. На него му е местото меѓу првите тројца дефинитивно, ама не со тој мотор како што е сега, или па доволно тестирањето му даде некоја си фидбек, само доверба за да настапи така како што настапи и сетапот го имаше наштелувано баш до најфино можно, пошто онаа предност на Дукати со 8-те мотори, па сега на 2 недели возење на таа патека и тестирање измеѓу, валјда се анулира малку, нели? Добили и другите информации некои освен Априлија, например. Види, ја можам да кажам да, окей, Ямаха клубури со информации со податоци, затоа што има само 2 мотори, малтена ни 2 сега, нели, со повреди со едно со друго, со проблеми.
Меѓутоа има и друга работа тука, значи имаш оној одврзаните раце што им ги даваат на Ямаха во моментов за да нешто прават, значи да експериментираат, за да пробуваат и така натаму, со тоа што во оваа ситуација се покажува таа тактика на организаторите дека е доста паметна, затоа Така, што така. нели овозможуваат да повеќе мотори учествуваат во битката за распределба на бодови, места и така натаму, што секако на сите им е од интерес, затоа што тоа значи поинтересни трки. И имаш возачи кои што не се хендикепирани заради нивната нели машина, мотор, што и да. Да. И плюс А, имаш, да, извини. Кажи. И плюс имаш обзнанување на големата тајна дека Ямаха дефинитивно развива V4, што сигурно му даде дополнителен ветер во грб на Квартараро. Пошто знаеш кога се наоѓаш толку време во дупка, кога ќе видиш малце светлина, гребеш поише со рацете нагоре да излезеш од дупката. И неговиот огромен талент дефинитивно си го прави своето. Не знам кој и како го држи Квартараро мотивиран, дали овој муабет за V4 што излезе во јавност или некои други работи у позадина се случуваат, меѓутоа како успева да најде мотивација да ги извози сите овие работи, да се измотивира од целата една условно речено депресија, Да. секој е му чест. Значи покажува на вистина дека е карактер сериозен, добар и дека во различни ситуации може да се справи и да извади максимум. Нешто што да речеме многу интересно во цели муабети, значи се зборува за Марк, за замешување во борба за титула и така натаму, никој не прави муабет за Бастијанини. Значи покрај тоа што е сега трет, што го помина Марк, што е тука некаде, што вади резултати од време на време, меѓутоа веројатно карактерно некако и таа некоја конзистентност не им дава самодоверба на луѓето од околу да коментираат неа Бастијанини е тука. Исто како што на пример ми беше многу интересно во Супербајк цело време се прави муабет колку Баутиста е блиску до Топрак, колку намалил или не намалил разлика спрема Топрак, а го имаш Никола Булега кој што на 30 бода, ме сакаш да му се спушти. Но Топрак и никој не го прави тоа кога муабет. Чекаме малце, значи Никола Булега ќе има шанси да го земе титулата. Што правите муабет вие завршува 100 бода позади, така што многу интересно. За Квартараро мотивација може му пуштаат слика од Хонда, па се мотивира дополнително и се вика бега има полоши од мене. А ваму за Супербајк па веројатно еве настапите на Баутиста на овој викенд посебно и мене ми ги дига повеќе акциите дека он би можел да биде посериозен покрај тоа што е двократен шампион и така натаму, посериозен конкурент на Топрак заради тоа што знае да искористи секоја можна пружена шанса. Булега не ја искористи овој викенд отсуството на Топрак, знаеме зашто не го искористи, некој друго искористи. Ама е не е сериозно да си аспирант за титула, да некој на сателитски мотор, некој што се вика Данило Петручи, да те направи пуздар. Уште стигна сега да ми го навредиш Данило Петручи, значи од 20 воздржав да не ја отворам епизодата со Петручи, од 20 воздржав тука да, значи го спремаше ова, признај дека успеа да значи Не. На сателитски мотор, некој под наводници као Данило Петручи што освоил етапа на Дакар, MotoGP победа, за малце шампион ќе беше во Мото Америка у прва сезона и така натаму. Човекот што пред 5 месеци ќе го окончаше животот на некоја си карпа таму на мотокрос тренинг, како беше уплашен тогаш и рече дека единствена добра вест е што јадел на цев преку цевка и што ославил. Цел живот пробува да симне килажа, лут фраер. Значи ќе се вратиме на MotoGP, ама не може да го избегнеме. За мене е тоа the elephant in the room, односно најголемата работа што се случи овој викенд. Све супер MotoGP, интересно, возбудлива борба за прво место, за шампионски шампионати и така натаму. Меѓутоа, мајсторе Данило Петручи 3 победи си ги однесе дома. Втората и третата на Суперпол трката и втората трка, да речеме дека беа поочекувани и повидливи, значи дека ќе се случат. Ама
Иако нормално никогаш не се знае, ама мајсторе, првата трка како ја извозе, значи тотално Да. други линии возеше од сите други на патека. Значи као да имаше она шорткат, као да знаеше дека да и од тука можеш да поминеш попреку низ тревата, само што овде нема више трева, асфалт е пак, ама ние знаеме мало од тука ни од мало и ги си поминуваме, знаеш, поблиску. Значи како различно Така вози возеше од човек сите. што има раскрстено со себе дека единствена цел му е викендов да тепа. Значи он у главата немаше друга опција. И уште една работа што ги израмнува шансите, што мислам дека до израз доаѓа неговиот квалитет тука. Прв пат се возеше на оваа патека за разлика од сите други патеки каде што сите има искуство, он немаше искуство на другите патеки. И мислам дека му дојде до израз со на негова си карактеристика да менува различни класи, мотори, гуми и така натаму, што е огромна предност. Мислам дека, не мислам туку, лани се појави као замена на кого, само не знам, во Дукати, на една трка, сега не се прослави Да, баш, беше, ама беше, беше, да. беше као замена. Мислам, Не сите беше тие лани, работи се искуство. лани или оваа година беше? Не, лани Лани, имавме многу лани. повредени, оваа година немавме толку, Да. фала Богу. Да, да. И тоа е искуството. Сега некој ќе каже ништо не направил таму. Не, оди, биди вози у секунда со најдобрите, со последниот вози у секунда да видиш дали нешто си направил или не. Сепак Види, е тоа искуство. ништо не направил, да, ама кога беше во MotoGP со таа негова тежина и големина, со еден Да. Довициозо, со еден Така е, Маркес на патека, со еден Лоренцо и така Така е, натаму, така. значи мајсторот успеа на патека која што сите многу добро ја знаат, да ги победи и тоа спектакуларно да ги победи. Ме се Така, како ти кажеш. Зборуваме за Муџело 2018 година. Да. Како и да е, човекот е, значи, легенда, звезда, не знам што да кажам. Мислам дека буквално што му фали уште да стави под појас. Значи, окей, победи на Супербајк, победи на MotoGP, има победи на Америка, има тука да Европа, не знам таму што, Дакар патека, не знам што се, уште у MX да отиде да... После повредава не верувам дека ќе сака. Види, факт е дека не може да биде возач кој што ќе освои титула. Иако можеби сега тоа ќе го кажев. Мислам дека следно му е ако Баутиста нели го продолжи договор за уште една само година, што е негова си опција за 2026 да потпише за фабрички тим, некоја си сатисфакција, некоја круна на крајот од кариерата ќе му биде и мислам дека можно е тогаш и со веќе 2 години под тоест трета ќе му биде едната година под искуство ќе има шанси нешто повеќе да направи. Не се знае. И Топрак мислам дека ќе отиде во меѓувреме во ГП, не знаеме како ќе се одвиваат работи. Мислам дека дефинитивно, баш и вчера го прокоментирав тоа, као стил да не го продолжеше договорот Баутиста, сигурно ќе го земеа Петручи, ќе го ставеа во фабрички тим, пошто мислам пази, прво и основно он ги знае Дукати цел тим, значи има поддршка, има блискост и така натаму. Второ, потегот на земање на Баутиста во фабрички тим го оправдува потегот на земање на уште еден сениор кој што се докажа како паметна одлука. Сега Баутиста е 39 години, зема титула, ме сваѓаш лани гладко, што се вика. Зошто да не може на 35 години Петручи да го направи истото? Ме сваќаш. Така. И знае да работи во високо ниво на организација, значи во највисоко ниво на професионалност. Фабрички тим на Дукати возеше во MotoGP. Овде се пониски и стресот и обврските што ги имаат возачите, така да лесно би, иако постар нешто би се носел со сета таа улога на лидер. Апсолутно да. Се согласувам. Како и да е, значи стекоја му чест. Браво и за Баутиста, првата трка која што успеа да направи огромен пробив, да стигне до втора или до трета позиција, не знам тоа како беше. Со напукнато ребро, значи возеше цел викенд со напукнато ребро, со сериозна борба. Криво ми е во првата трка Лоус што падна, ама ете во втората нели се качи на подиум, тоа е тоа. Барем го заслужи тоа пошто возеше сериозно добро. Интересно ми беше што Бенвињето овој викенд многу слабо се покажа на Супербајк. Изненадувачки, мислам, Вандер Марк беше тука некаде околу 9-10 се јадеше со Баутиста едно време. Да бидам искрен, поучен и да речеме
под некој влијание од претходниот викенд, мислев дека повеќе ќе направат BMW-њата и овој викенд. Ама повторно се покажа моментот на немање на податоци, пошто е нова патека, се покажа моментот на немање кој да пренесе инфо од патеката, како што Топрак тоа знае да го прави веројатно за BMW, и верувам дека тоа си имало доста влијание за успехот, односно неуспехот на BMW оваа година. Од друга страна па имаме мали надежи дека Honda, ако ништо друго, барем во Superbike се враќа назад, односно може да направи нешто. И тоа навистина радува, пошто беше убаво да се гледаат и Лекона и Виерхе во топ 10, односно 4, 5, 6, тука нешто да се мешаат, ако ништо друго да рашараат со бој. Да, баш така. Али како и да е викенд за памтење, се надевам дека Кремона ќе стават почесто или ќе влезе во некој редовен календар. Поима немам, MotoGP тешко претпоставувам, пошто ќе биде премногу трки во Италија, ако има веќе, еве оваа година имаше 3, до година може место втората Мизано да ја стават Кремона. Не знам само технички дали е да се вози MotoGP таму, би требало да е. Не, мислам дека стандардите се пониски, категорија на патека како доаѓаше сега, не знам D или E, нешто така, мислам дека е. Или C или D, а за MotoGP најмалце А или Б, мислам дека е као по категории. И уште една работа, максимум публика има 20.000 овако гледачи, што е премалку за MotoGP. Што малце. Тоа е малку. Дзидовите заштитни беа преблиску, исто мислам дека не одговара за брзината на овие ракети, мада не се нешто многу кој знае колку поспори Супербајк, ама знаеш дека секогаш се рангирани различно овие две категории. И од тие причини, иначе вака интересно, имаше некој си као коркскру, некоја кривина таму предпоследна. Да, и тоа со нагиб нагоре надоле, така да доста беше многу интересно, да. Интересна патека во секој случај, да. Се враќаме на MotoGP сега? Да, само да го спомнам, Герлов беше представникот на BMW као замена за Топрак, кој се плеткаше тука негде 4-5 место и можеби ќе биде паметен избор за BMW као замена за Ван дер Марк, пошто премногу долго е во тимот, имаше точно повреди Ван дер Марк, ама некако освен на дожд се нема покажано на суво. Така, јасно. Океј, ајде да се враќаме ваму кешо. После краткото World Superbike интермецо се враќаме повторно на MotoGP и на главната трка во која што време е да го искоментираме најконтроверзниот момент на целата трка. Последен круг, Енеа Бастијанини, очигледно во последните кругови 2-3 имаше побрзо темпо од Мартин, меѓутоа Мартин совршено добро ги затвараше линиите по кои што може да помине Енеа Бастијанини, се до моментот во кој што Енеа реши дека океј, бато тие затвори линијата, ама ја ќе влезам, па што сака дека биде сега тука. Па да, не знам дали не навикна у последниве, па барем оваа сезона, да гледаме, као што кажа F1 трки во F1 стил, кај што веќе се знае редоследот на нештата и знаеш како, ако него направеше тоа што го направи, мислам дека ќе има сите многу пониско мислење за Енеа Бастијанини него сега што имаат. Боле да те мрзат него да рече таа овој него бива, нема храброст, имаше брзина, не пробува и така натаму, кариерата му е готова. Уствари, забелешките за Енеа Бастијанини беа такви и во минатото. Ако дека го нема тој крволочен стил на возење као што го имаат големите шампиони, иако е брз, као што и Маверик Вињалес брз, па знаеш, Маверик Вињалес дека се појавува, па го снимува, не знаеш дали вози у MotoGP или се пензионира. Од време на една-две патеки и толку е. Енеа е борбен, е жарит, што би се рекло, на патеки што му се домашни, што има некоја екстра мотивација, претпоставувам, пошто се останато е... Тоа се забелешките, да.
забелешките се дека знае да заспие нели утекот на трката, па да се разбуди после и утекот на сезоната на некои трки го има, на некои го нема. Не, и се мислам дека гордоста му проработи баш како што кажа на домашна патека. Факт е дека беше во првата кривина трет, што мене ми даде ми беше индикатор дека има многу добра можност да победи. Знаеме како ги сочувува гумите, видовме дека напаѓа како оса од лево, од десно при крај на трката, веќе се гледаше дека е надмоќен, дека е побрз, дека е патеката според мене болја кремона него оваа патека, пошто толку е тесна и знаеш дека у обратен правец се вози тие кривини, не се правени за таков лејаут на патеката. И едноставно ти се врзани рацете, немаш каде да нападнеш баш многу. Мартин многу малце, можда многу малце подотвори само врата, не му ја отвори вратата, ама беше доволно за да јурне во шансата што ја доби и сето тоа изгледаше малце, може грдо, може преагресивно. Го претекна, се сврте да го види и во тој момент излеза од патеката. Многу луѓе коментираат дека требало да биде казнет затоа што и двајцата ја напуштиле патеката. Јас мислам дека не беше последица на пробивањето, на пробивот, на буткањето, како сакаш кажи го, него мислам дека беше апсолутно баш она да види дали е паднат. Океј, не е паднат, нема да ме казнат, не дека се секираше дали ќе му биде нешто на Мартин, него не беше тоа некој дуел као на Кагамин Арагон која беше лани, која влезе, која сруши све пред него, знаеш. Не беше таков безсмислен напад, него беше контролиран. Не беше луд напад. Целата приказка е клучен момент тука во дискусијата е дека ова е спора кривина. Значи се вози со прва, втора брзина и ваков потек направи во брза кривина, тоа е веќе ужасно ризичен потек, кај што може да има и повреди, кај што може да има и сериозни последици по возачите. Ова ми се чини дека се гледаше дека е исклучително добро пресметан потек, затоа што во основа имаше потурнување, меѓутоа беше толку условно речено джентлменски во смисла на тоа дека нити тој нити совозачот сакаше да го бутне, ме сакаш нека. Наставно моето беше тука сум, дај возиме 60-70, можеме да излеземе двајцата. Така, големи сме и двајцата и ќе се снајдеме ситуацијава и така и треба да биде. Мислам, мене прво што ми текнуваше на оние дуели помеѓу Довициозо и Маркес најчесто на еден ринг, во последна кривина, знаеш како завршува. Значи, Довициозо беше свесен, знаеше дека е тука Маркес и секогаш се спремаше за нападот. Мислам, не се дека го кријам Мартин далеку од тоа, но мислам дека можеше попаметно да изигра едноставно да го насанка, да го излизга Енеа Бастианини, да влезе длабоко во кривината и да затвори од внатре фактички. Да му ја посече траекторијата, Сега тоа се теории, шта би било, кад би било, да бевме толку стручни, ќе работевме у ГП, немаше тука да седиме и така натаму, ама тоа е моје мислење. Ги дадат податоците, ја ќе разберам. Да. Само ми фалат податоци. Да ме пуштат Excel, да ми го пуштат, ќе го обработам одма ја. Сакаш, знаме дечко многу добро. Ќе му кажам како да извози. Сакам да кажам да може да ете гестикулациите нормално у афект на Мартин на секој нормален човек и мислам дека више се претерува со тоа коректност и така натаму, дека не смее да му покаже среден прст или нешто деве, па и ти воза со 300 на сат, што треба да прави? Петручи беше казнат заради прстот на тренингот, го покажа. Зашто? Шо толку? Нити мајка му опци, ама не, ни мајка му опци. Така, да. Што викаш да 4 да го казне, да имаш уште една трка и таа ќе требаш. Се претерува, ајде паралелите пак со Формула 1. Неизбежно. Овој на пресата што пцувал нешто што беше. Да. Макс Верстапен го казнуваат, мислам, далеку од симпатичен, никад не ми бил Макс Верстапен симпатичен, ама во овој случај е апсолутно во право, мислам, што измишљате луѓе, ало,
опција, голема Мислам дека работа. треба да им мислам дека треба да им дозволат да бидат луѓе повеќе. Значи, они се луѓе кои што имаат емоции, кои што имаат реакции, кои што се изворни, искренски и искрени, ме сваќаш. Значи, пази, Во моментот фекс се беше случува тоа, окей, човек. Мартин изреагира како што изреагира и после дојдоа се уште на мотор се поздравија и после во парк Ферме си направија муабет се изгази од смеење и после тоа кога ја гледаа снимката пред да се качат нели на пиедестал се зафркаваа му кажа ова е за тебе. Се утепа од пцуење таму. Па се извини, ако може таму да пцујат и да си прават нормално муабет, пошто стварно беше ситуацијата за пцуење, пошто беше таква каква што беше. Мислам, зошто се толку да казнуваш така, што не, знаеш, окей, титка и ми беше многу интересно како уствари на снимката на World Superbike со Петручи има срценце ставено на раката. Мислиш, како ако го покриеш ти со нешто, не знаеме ние што се случува. Ова може му направил ова или нешто друго може му направил, не знам. Ако не пајдат со одложено дека иде преносот во живо, со минута време одложено и да може да ги редактираат нели сите тие такви моменти на трката, мислам сега што. Не, нека пуштат роботи кои што нема да пцујат, знаеш, мачи, знаеш дека имам мачки дома две и така натаму и ги носам на ветеринар и сега прв пат кога чува животно дома, вајда све тие нешто ново, чудно тие, па го гребе мебелот, па не знам ова, па она. И ми вика, друже, да си земеш ти едно плишано маче, вика, да си го чуваш тоа, вика, ништо нема да ти прави. Така и со ова, не ги ограничувај, остај ги, спорт, емоција, значи, не знам зашо се забега, пази што може да се случи. Ова може да испровоцира кај спортистите контра ефект да направи и да испровоцира баш намерно сите да почнат да пцујат, пошто не можат сите да ги казнат, знаеш, и можда и ништо не беше случајно овој викенд што беа баш така прилично лабави у MotoGP, доста имаше и таму гестикулации, пцовки и така натаму. На крај крајава Макс Верстапен што направи, протестира. Не ви зборам бе, што ве вртам. Да. Знаеш како, од една страна сакаме да биде борба, сакаме да има нели надпревар, сакаме да има жестина, сакаме да биде тоа шоу. Да. А од друга страна не, ние джентлмени сме, тука се со ракавици бели ќе се плескаме, мислам, дај не ме запркавај. Искачаш со 300 и кусур на саат, се допира рамо до рамо, ме сваќаш, мислам, може да летне таму да полета, што се вика и се тука джентлмени. За мене не се почитуваат меѓу себе на таа тама работа. Они нема да возат ако не се почитуваат. Мислам, тие нема да има надпреварување. Замисли дали не е подегутантно, ја мислам дека нема поодвратно на фудбал глумењето на фаули. Не коментирам тоа. Не е тоа поодвратно него било која пцовка. Значи, абсолютно, мачиште коштат 15 милиарди, ме сваќаш. Се тркала 15 милиарди. Глуми таму и не знам коленото болело станува. И после штуцните ги мести и трча, да. Значи, тоа е за мене многу поодвратно и Фетел своевремено каже, вика, добро, вика, кажете ми некој спорт, вика, у фудбал, замислете да им ставите микрофон на сите фудбалери, што мислите дека таму бајки кажуваат? Тоа ќе се откорното пцуење нема да може пренос да има. Попара се прашува на кошарка со провокации, со чуда време и со се, значи не зафркава. Да, се прете. Ги слушав Оксли Бом. Фала ти за препораката, се навлеков, сега сум пасиониран еден од првите слушатели. Оксли Бомовец сум со срце тука Оксли Бом. Значи многу ми е јако на тема пцуење, многу ми се јаки они двајца, особено Оксли, колку су тепло од пцуење и колку свежи ми било. Сочно од срце говори, да. У последнава епизода збореше за караницата со PR тимот на КТМ што ја има и што се случува и онака како на крај вика чекај се да си кажам ова и си кажа, ама им се знае па мајка поштено. И на крај окей, рентот му заврши за оваа епизода, дај друга тема што имаме да си каже. Мислам човекот што 25 години колку е во падокот и што не дека знае, не дека сака, него едноставно со љубов го работи тоа, има толкава
искуство, Зборуваше баш за тоа познавање, дека да, објективност што е најбитно, објективен е човекот, не влече на ниједна страна и сега му затвораш врата на таков човек. да. За мене без везе, ама Апсолутно се согласувам. Оно што ми се допадна многу неговиот мојот беше на оваа тема беше дека вика, не знам таму еди си кој пред многу години рекол као стилу MotoGP е контакт спорт. Значи ова е контакт спорт, значи има борба, имаш гладиатори, значи и кажуваше Оксли пишувал пред 20 години некој текст за прљави техники на возење, некои прљави трикови на возачите што ги прават за време на тркачки викенд. И Кени ништо не Робертс. кажа повеќе во детали, ама рече како стилу некоја епизода понатаму нивниот подкаст ќе ја посветат на таа тема. Да, Вика што се ми кажувале возачеве што се прават и како прават, значи ти не можеш да претпоставиш вика што се не прави, не можеш да замислиш вика јас сум толку години вика на патека со нив вика па не можам вика да ги сватам и да ги видам и да ги приметам тие работи што си ги прават меѓу себе. Така да, знаеш, ако сакаш борба, ако сакаш гладиаторска, сакаме жестина, сакаме динамика, сакаме, знаеш, возбуда, остави ги бре да бидат луѓе, ме сакаш, значи возрастни луѓе се. Кој возрастен човек не пцуе и нема и она реакција. Еве, гледаш дека се покажа дека се возрастни и свесни, заврши реакцијата, се дојде да се поздраве, се насмеа, пошто знае дека следната сезона, следната трка, следната кривина, овој него може исто да му го направи, ме сакаш, мислам, борба. Тоа сега да кажам, ова ќе му дојде, да, како добра алиби на Мартин може да ќе му донесе повеќе ќар него зијан, затоа што сега он е тој што го бркаат и грешките на другите ќе бидат многу поскапи него неговата грешка, следно. Значи, Да, на при муабетот некој среден дуел, нема да има кочници за да влезе агресивно, сигурно. Да, интересен беше моментот што Мартин нели почна да мафта со раце и избега поише од 5 секунди позади Енеа. Прашањето што нели многумина си го поставувате дали ако имаше други мотори одма позади нив и Мартин изгубеше позиции, ќе беше исто така истретиран овој инцидент или ќе имаше различен есап тогаш. И она што го приметив ја и го коментиравме дури и дома кога гледавме, дома кога гледавме, немаше ни информација дека инцидентот е под истрага. Значи едноставно никаква информација од официјалните суди, значи од тоа е дамката на судиите, мислам дека е токму тоа што требаше барем тоа да го напишат, ама пази се, ти последна кривина имаш таков дуел кој што може да има импликации врз тоа кој победил. Не би сакал да сум во нивна кожа на судиите. Не, значи, никој не вика дека одлуката нивна е погрешна. Ја барем не мислам дека е погрешна. Не, само најавата. Телоп да имаше дека е под истрага. Дуелот дека е под истрага. Макар и после минута да кажеш туш. Ама не, ладен туш ќе беше тоа за исходот на трката. Знаеш, сите ќе останавме дома, чека сега што ќе се деси. Добре, окей, ама ти имаш онаков почесен круг, ти реков ми рече, возат наоколу луѓе, ти можеш за 5 минути, за 30 секунди, за 90 секунди да извадиш телоп и да кажеш no further action, свегаш, значи тоа. Да, тоа е нешто што беа должни тоа да го направат, дефинитивно, да. Дури да го малта не изглумат, ако они сигурно ни гледале снимки, сигурно донеле некаква одлука дека нема. Денеска може да го направат тоа, не мораше за 50 секунди, денеска требаше известување. Се дигна бука околу предметот, да. На случајот знаеме дека е контроверзија и така натаму, нашето видување е ова. Ама кое видување ќе го кажат? Кажи ми кое видување. Они само треба да кажат зашто не изреагирале и зашто не било под истрага. Значи они може да кажат слушај, беше под истрага, брзо донесовме консензус дека не треба да се ништо направи поише и не известивме пошто ќе влијаеше на бла 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 прославите, ти реков ми рече, ме сакаш. Да. Може би можеле после трка или денеска да го кажат тоа. Поима немам. Ја не видов дека нешто кажале, али мислам, пази, тоа се ситни детали. Ај пети у Кремона им падна видео системот ја прекина трката. Како блам беше тоа, мајко мил. Ја реков некој се утепа, среќа што не беше да се убие некој, него беше технички. Ама стварно зафркнато, човече. No. Малце му е ускратија радост на Данило Петручи, ама вајде му комплетно. Да. Кај сега, кај се најде на прва победа у кариера. Добро, има уште нешто што треба да кажеме? Чекај да имаме што изнакажеме. Имавме одлични.
дека падна преку Бањајан или тоа беше исто Да. така За грешките. вест на викендот, да, за грешките ете. А, Неколку пати ти спомна дека титулата ќе се одлучи врз основа на тоа кој ќе направи помалку грешки. да, да. А, прочитав некаде, ми се чини дека беше, дали беше некој твит или не знам, меѓутоа можеби ти знаеш на памет, ја не памтам така работи. Колку пати падна Пеко оваа сезона, колку пати Мартин, знаеш? На Да, трка? 6 пати Пеко, 3 пати Мартин, со тоа што тоа се комбинации на спринтови и трки, ама небитно, нели? Да. Да. Затоа Али и не многу може интересно. да се израмне со бодовите, тоа сакав да кажам, пошто Да, повеќе да. вредат овие главни трки. Ама многу интересно, пошто вака знаеш, впечатокот што го имаш е дека Пеко е конзистентниот. Не Мартин, не сакаш. Да, 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 да. А Пеко 6 трки нема завршено, што Да, мислам да, дека да. Од тие 6, мислам дека 3 му се во дуел, а останатите 3 вака како што падна сега, знам дека во Америка падна вака и не сеќам каде на друго место. Мартин падна во Заксенринг вака, падна на спринтот во Британија, мислам дека, ај да не нагаѓам и во, не знам, Херес дали не беше. знам, не памтам ја. Небитно, ама сега што да се каже на тема грешки? Мислам, мене ме нервира само тоа што гумите се тие што го прават шампионатов, у смисла чуденките после и на Мартин и на Пеко се баш за гумите и Да. Маркез паѓа на тренинзи, он поише паѓа него на трка. Ама и он ајде брка нели некоја недофатлива разлика 24-ките не може да ги стигне, па ризикува Да. премногу. Ама вие у моменти кога се сами на патека, кога не се во дуел, тогаш да паѓаш, тоа е Добро, само види, чудење на гумите. од тој аспект можеш да ги спомнеш и КТМ во оваа ситуација, пошто и Акоста и Биндер малта не паднаа како последица на гуми. Биндер имаше многу Да. лош старт на спринтот, кај што изгубен куп позиции, затоа што муабетот е дека гумата не успеал да ја стартува, да ја загрее, да ја донесе до позиција во која што ќе може да испорачи тоа што да Па испорачи. после, И тука е муабетот дека напредуваше, па после почна да паѓа, да губи, иначе на стартот онака како катапулт стартуваше, ама Да. пази, они КТМ не се на ниво на Дукати и они пробуваат од петни жили да држат темпо и мене ми е Педро Акоста боле да го видиш вака дека од 4-та позиција паднал него таму на 15-то место, нешто како да се мотка. Што е стварно, како викаат, можеш да научиш брз возач да не паѓа, ама не можеш спор возач да го направиш да биде брз. Спор и сигурен тоа да, возач. апсолутно да, апсолутно И да. он е лидерот во тимот, за многу брзо се наметна како лидер, пошто природно доаѓа најбрз и гледаш дека сите новотари на КТМ на неговиот мотор ги стават, што е само што напуни 19 години и има 10 трки овакво извозено е. Не само тоа, него за не е на секој фабрички пост. тим, него газ ме свегаш, ги Да, добива да, сите. да, 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 човекот растура и кај нив разбирливо да паѓа таму. Вие двајца вамо на врвот, па ете, толку им се изедначени перформансите да мали разлики одлучуваат и ризикот ги форсира грешките. Толку ми е кај мене објаснувањето, да не влегуваме сега во детаљите што сум читал, што Да. сум слушал, гумите вака, гумите онака. Денес со Миле коментиравме, викам, пази колку треба да си гениалец, инженер, да го конструираш цел мотор околу гумите на Мишелин, кои што од почеток се со подобар контакт на задната гума во однос на предната. Да. А цела логика на возење мотор е стабилен преден крај, задниот можеш да го играш, можеш да го контролираш и да лизне малце, предното тркало ако ти лизне толку е чао бато. Значи- Учев малку на тема гуми, вака те прекинам се, извини, за да можам да ти парирам малце на муабетот. Проблемот е, да, сите знаат дека е Мишелинот предната гума лоша, ете нели не јавија некој новитет за следната година, меѓутоа проблемот е што е крајно непредвидлива. Значи, моментот е дека на некоја патека, на некој асфалт, во некој кривини, ти треба да ја дигнеш на некоја си температура, за да може таа да почне да вади тоа што треба да вади, и тоа се премногу непознати во суштина, кои што очигледно
сега малце глупо да кажеш и не важат за сите исто, пошто нормално не се исти мотори, не е иста распределбата на тежината и на притисокот, меѓутоа и стиловите на возење и стартот и чуда врагови и е крајно непредвидлива. Со други зборови, малте не можеш да кажеш дека најголемите одводачите се коцкаат со таа предна. Па не, ова важи за буквално сите што возат, значи нема некој што е аминуван, што не паѓа, ај Марини можда е највнимателен, ама па сега најспориот не треба да го земе како репер. Нема Ама логиката. да, зборуваме за Пеко Бањаја кој што е метроном кога вози, нели, круг за круг, кој што многу време посветува на припрема за трка, значи многу време ги гледа податоците, цело време со инженерите во комуникација и така натаму, значи зборуваме за ниво некој највисоко, не постои повисоко ниво. Абе, па и Биндер, да, па и Биндер е тука у таа математика. Секако, сите се со некои си нијанси, меѓутоа, сакам да кажам, баш Пеко Бањаја, мислам дека титулите ги зема на сметка на посветеноста негова. Значи, он не остава на случај. Не е он некој што ризикува. Например, Маркес може да импровизира и да му пројде тоа. Пеко не сака така. Он иде на сигурно и ретко ризикува. Стварно ретко ризикува. Гледа кога е шансата баш добра, онака за да направи нешто. И тоа ме нервира што мислам дека да не е толку голем бизнис, да може утре да ги сменат набавувачите, тоа не може да го направат. Мислам дека треба да заради несериозноста на неиспорачување на производ на ниво на задачата. Сега, тоа е едната страна на паричката. Другата страна на паричката е тоа што не сакаат ни возачите, ни тимовите да тестираат нови гуми, затоа што им е губење време. Нерелевантен податок им е за актуелната сезона, значи они се секогаш сега у моментов тука, у борба сум, не ме интересира за наредна година, моторот не ти е за наредна година адаптиран и како беше забрана за тестирање која што беше пред се за да се намалат трошоците, да не биде безсмислено трошење пари за гориво, за патеки, за гуми и така натаму, тоа повлекува тука и редари и брза помош, значи не е само на патека сам да вози. Значи, не е тоа, цела машинерија позади тебе и еве сметката што ја плаќаме. Сега имаме вакви непредвидливи ситуации кои што го прават шампионатот може интересно од една страна, а од друга страна па лотарија го прави. Види, да, во ред го прават шампионатот интересен, меѓутоа веќе без врската секоја трка ти правиш му кој како со гумата пред нас се снашол, се снаоѓа, ја чита, не ја чита, може да ја дигне да температура. Значи, окей, ти лежи, не ти лежи гумата, си ја зачувал или не си ја зачувал, ама не може да се пита леле колку добро си проценил како ќе изреагира гумата и се снашол, мислам, дај не ме зафркавај, че вози. И притисокот гумите пред трка да биде ваков или онаков. Арно, ама ако бидам јас доволно време напред, онда ќе се лади гумата, ако бидам назад ќе ми дигне притисок и така натаму, значи што е сега? Тотален нонсенс. А тоа е само заради тоа што не е на ниво на задачата гумата. Иначе до сега не сме се замарали со вакви работи. Да. А пази го, значи јаготка на шлагот. Значи Мартин во спринтот рече дека изгубил позицијата зашто се деконцентрирал дека добил порака дека има опомена за широко, нели, излегување на Да. Тоа се надоврзува на муабетот на радиоврска. Среќа што нема радиоврски, тоа ќе биде попара ќе биде. Значи на 300 и кусур на саат да му викаш ти уво, пошто тоа е бучно тамо, не знам какви слушалки треба да бидат залиени увото, најверојатно за не се слуша ништо од надвор. И ти да му кажеш, не знам што овој и мислам дека она го примети во оваа трка кога падна Пеко Бањаја, му кажуваат на Мартин. Што му кажуваш на Мартин дека паднал Пеко Бањаја? Види, му го реметиш ритамот. Не. Го правиш да калкулира, знаеш, окей, сваќаме с која е целта. Меѓутоа, знаеш, малце, ајде е последна трка, нели, се одлучува титулата и така натаму. Не знаеш, овие 5 бода може ќе одлучуваат за на крај. Па да, ама целата приказка која е, значи не знаеш, меѓутоа муабетот е боле да ги земеш 20 него 0. Све окей, да. Ситуација сега знаеш како да знаеш он дека Пеко е позади него или дека ќе изгуби многу повеќе бодови, можеби ќе изреагираше различно од таа некоја. Тоа зборам, да, може ќе беше поокуражен. Да. Ја чекав таблата.
ја чекав таблата и се баш нагаѓавме дома како ќе изгледа пораката, ме сваќаш. Ама не, му прави майндфак, значи он е сконцентриран, води. Пак ќе кажам да е последна трка, каде што треба само да извози и на 10-то и на 15-то место, знаеш, малце Ајде, ако тој се ти подори, тоа веќе го Ама, разбирам. а Сега, Мартин кога коментираше пред некој викенд дека на екран гледал кој паднал како паднал, кога му се смеа другите, па нормално ли се добро, ти да, дека да. возиш екранот го гледаш, ме сваќаш Да, да, како. да, да. Ја не викам да го држат у незнаење него или не знам што, ама мислам дека што Ама знам. види, имаш друга ситуација. Значи имаш ситуација во која што таблата е одлука твоја дали ќе ја гледаш или не. Значи има некои луѓе кои што нели кажуваат, го зборевме тоа пред некоја трка, дека намерно не гледаат табла пошто влегуваат у тунел и сакаат да нели не бројат кругови толку многу, него да се изненадат после тоа уште Да. помне. Само да не Твоја поедеш одлука да се Твоја изненадиш. одлука е дали ќе се посветиш на таблата или не, Да. број 1, број 2 е ултра предвидлива комуникација. Значи не е интрузивна, ти одлучуваш кога и како ќе ја добиеш таа комуникација. Ме сакаш, значи ти одлучуваш, ако си ти у борба еден до друг, ме сакаш се бориш за да поминеш на стартна цел или те напаѓа некој, каква табла, какви бакрачи, ништо од тоа не гледаш. Добро, да, да. Не ни знаеме уствари како им е на нив и што прават, Предпоставка е ама дека не гледаш, не знам сега, појма да, мене ми падна тоа у очи, така некако. Прва реакција ми беше може грешам, нема врска, тоа си се нивни одлуки на крај крајава си Ја знаат. мислам, ја сакав да видам дали ќе го известат, очекував да го известат и баш ми беше интересно, пошто сега секаш добро, окей, сега ќе може малце поспирано да зипаш. Пази, и за него е многу интересно кога го знае дека нема притисок, значи еден притисок помалце има. И Па, не влагаш толку многу во ризик. Да, окей, може ќе освоеше 25, може ќе згазнеше, може ова, може она, ама може и ќе паднеше, ме сваќаш. да, не се знае, да. Од после е лесно да се коментира, а може и тоа беше причината што не реагираше многу побурно на нападот на Енеа после трката, пошто сигурно тие 20 бода што ги доби во однос на Бањаја екстра му дојде онака на убаво на душичката и на некој начин компензираа за дуел со Енеа и тоа е тоа. Види, реално нема потреба да се губи трпение и нервози и да се создава толку многу електризирана позиција. Да, окей, имаше реакција, не ти е sejedno, буквално не ти е sejedno, исто како на Арон Канет што не му беше sejedno што заврши втор. Да. На крај на стартна целна. Тој ќе се изедеше, да. Мислам, нормално дека не му беше sejedno. Да. Ама на крај нели, си ја прифаќаш ситуацијата, ти биди си виновен сам на себе, биди си виновен сам на себе. Не, он мислам дека веќе раскрсти со тоа, да. Паес вода, идеш раскрсти со тоа и размислува на нареден викенд, више тоа е. Сума сумарум, сигурен. 2 трки во Мизано, Бањаја, пак ќе кажам, после првата кажав дека може да се толкува себе си како успешно завршени викенди, не мора, ако не сака. Сега, после овој викенд, дефинитивно не може да се теши дека добро поминал. Па, на спринтот пројде супер, ама на главната трка солна рана малце му дојде. Иначе, она за Квартараро, зашто не заврши пети, него седми, му снемало гориво во последните кругови и за тоа. Што покажува дека го надвозел моторот и дека извадил повеќе од максимум, значи трошил повеќе од предвиденото. Што возел на црвено цело. Значи, у лимитар лупал цело време на границите. Значи, човекот, ете за тоа беше на пето место. Тоа значи дека не сменил мапа. Веројатно ставил све на... Пошто нели имаат по 2 или 3 мапи они со различно моторно кочење, ти речи. Веројатно има мапа која што чува поише гориво, мислам за нијанса, и веројатно рекол пето место идам ја до крај, што сака рекол. Како и да е, тоа покажува на различното ниво помеѓу Дукати и сите останати. Значи, Дукати никад нема останато без гориво, а тепа со 20 секунди предност пред другите. И тоа е тоа, значи имаат и ефикасен мотор, не само што е брз, што е многу битна работа. Да продолжиме со двојките, пошто со време сме тенки. Да. Што да продолжиме со двојките? Готов беше Канет да победи, значи пред него беше, знамето му го мафтаваме. Кој не ја гледал трката, нека ја гледа, иначе Тони Арболино
водеше во поголемиот дел од трката, суверено да не кажам, а Канет беше, му дишеше врат, Виети им се приближуваше и чекаше онака момент и си го дочека моментот. Арболино више почна да губи преден крај на моторот на Да, две-три готово. кривини. Канет го претекна, па после у последна кривина Виети го претекна од надворешна страна Канет и влегува со 0,03 нешто така разлика у Да, да, целта. во суштина Канет тргна од дефанзивна линија која што беше премногу Така, спора така. и излаза од кривината негов беше многу поспор Со него надеж на дека ќе го покрие, ама испадна Да. обратно. Знаеш дека слично, далеко од слично, ама може да се спореди со онаа победа на Ринс на Сузуки и против Маркез во да, Силвестон. Од да, надворешна да, страна, кога овој го очекуваше од внатре, го прешише од надвор и кога се сврте да го поздрави. И Виети на домашен терен му се направи кефи на него, сигурно и Тони Арбалино беше неутешен, не можеше да поверува дека му се деси тоа. Застана пред трибината каде што беа неговите фанови, клечеше едно 5 минути, плачеше и стварно Брешеше беше солзи го видов, скршен. да. Да. Али беше интересна трката, за на сметка на Многу, се. многу добра трката. Многу добра трката и таа и мотото и трој. Значи тројките више нема дискусија, иако морам да кажам за нијанса бев разочаран, мислам не дека разочаран, победија CF Мото, односно победи Давид Алонсо на CF Мото, што како ти кажам си ниже детето, нема никаков проблем. Да. Него очекував пак малце поголема доминација на Пикерес, пошто предходниот викенд Пикерес направи значи нешто невозможно. И очекував дека овој викенд ќе покаже пак нешто многу над вон сериско, ме сакаш. Или он покажува според мене оне руки и покажува многу за некој што прва сезона. Не зборуваме дека не покажа многу, него Не, ама пази, Колин Вајре исто у иста категорија мене ако ме прашаш. И он вади максимум. Сега беше мислам дека трет заврши или како беше или на квалификација беше. Холгадо четврт. Не, трет трка. Значи дечкото исто покажува ултра талент, за мене феноменот го зборевме прошлиот пат, физички он више надрасна категоријава, ама покажува планирање на трка. Знаеш какви се тие луди Мото3 трки, импровизацијата е пред се, ама он покажува плански пристап, што е многу битно за понатака во другите класи. Со 8 сантима 62 кила е Колин Вајдер, сега гледам. Ја бев од прилика така нешто 3 сантими понизок у средно и имав ограничување у војска, не ме пушта дека бев преслаб. 62-3 кила имав. Алонзо ми се направи кеф што победи, затоа што претходните две трки така го лакта и Холгадо и Ортолашо, малце ми беше тумач. Ќе спомнам како се викаше Хајме Масија, така ја усвои титулата со јапонецот, како се викаше сега, го заборив. Лани, у последна трка, значи го избуткаа заедно со помладиот Фернандес. Добро, чекај, не ми текна сега, треба двојки да го барам, тој кој беше. Да, мислам знам кој, ама ми се блокира мозокот, не е битно. Значи, малце претеруваат со агресија некогаш, непотребна агресија. Сега најдобар дечкото е Сасаки, да, тачно, со Сасаки. Не викам ја дека Масија не заслужил, значи имаше многу повеќе победи од Сасаки, имаше може дупло повеќе победи, ама константен беше Сасаки и последната трка одлучуваше. И сега што треба да направиме, да го тепаме човеков, зашто овој има повеќе победи. Знаеш, така и со Алонсо се у случај, значи околу него се појани. Да, толку да го жалиш Алонсо, 271 поени има, вториот има 100. Не го жалам, меѓутоа на сметка на Мото3 тоа е ултра доминација. На сметка на неговата коректност, злоупотребуваат други и почиња да го шибаат, знаеш, како кога си најдобар ученик у школа, знаеш, да споредам така. Ама покажа заби на оваа трка и он и си извозе супер дечкото. Алонсо е во налет да руши рекорд, односно да израмни рекорд со најмногу победи. Мислам дека Роси, го спомнем и него овој викенд. Роси држи рекорд за најмногу победи во една сезона и
ако не се лажам, мислам дека рекоа 15 или 17 е премногу, ми се чини. Сега вајда треба да се гледа некој процент, пошто порано немаше по 20 и кусур трки, ама окей, нема везе. Па не, како и да е, брка такво нешто. Во било кој случај да имаш ти скоро 100 бода разлика во Moto3, мајсторе, јасно е тоа. Не да се јасен е одвојува, денот, он више има договор со ЦЕФ да се префрли во двојки. Да, заедно со Волгада. Да, и само ќе може да чекаме да видиме што ќе се случи понатаму. Дали ќе му треба 1, 2 или 3 години за се, нели, да се искали малце повеќе од тоа што гледаме сега. Како и да е, ултра интересни трки и двете, и тројките и двојките. Да. И покрај тоа што во MotoGP очекувавме досадна трка, завршивме викендот со возбудлива трка. Да, Супербајк веќе го искоментиравме, не знам што има да се враќаме натака, освен дека и женската категорија беше премногу интересна, не знам дали ја гледаше. Тоа не гледаш. Не. Покрај тоа што се спорички моторите и имаат одвратен звук, али гледа особено втората трка, ако ништо друго, барем последниот круг видео. Да? Да. Ке гледам. И секој што мисли дека овој спорт не е за жени затоа што нема доволно знаење, агресија и стаменост, нека го изгледаат вториот, тоест последниот круг од последната трка и ќе се демонтираат сами себе. Океј, сега ме испровоцира. Па сега да не откривам. Ети тоа го изгледа. Мислев дека се сум изгледал викендов, значи како ме уништи човече. Океј. Ова намерно ми го направи само за да пишано ми е тука, на ливче го напише. Значи прво ми го нападна Петручи. Ми го навреди. Сега ме направи дека не сум изгледал доволно трки овој викенд. Значи не знам што ти кажам. Петручи не може никога да го нападне. Значи сега си лепам деветка на мотор напред, позади, од страна на секаде и готово. Ме сваќаш, тоа е тоа. Кој што сака нека каже. Мајца наредна епизода со Петручи, мајчка да облечеме. 40 евра е многу ми е на трка кога идам ќе си купам од таму. Мада немаше, два пати барав. Лани кога бев на мост, во Чешка, на Супербајк, сакав да купам со Петручи нешто, било што, имаше Дукати стор, немаше ништо со него. Ки има сега? И сега гледам дека на Official Superbike сторот нема ништо, ама мислам стварно е неправда. Има капче едно само на Official сторот. Ми се чини, не, ако не може сега да имаш и некоја мајца, не знам. Али прва прилика да апсолутно си купувам, нема. Не знам дали го е сигурно го виде на втора трка кога го однесе шефот Барни на кога го извозе до целта, беше многу добро и тоа фали може у MotoGP малце човечкиот human touch момент. Па го имаш во Гресини само толку. Да, Гресини го има, дефинитивно, да, баш така, да. И со админот што име на социјални мрежи, мајко мило, тој треба Оскар да добие. Го леташе сега Алекс Маркес, не знам дали ги видите. Видов, да. Као Форест Гамп го направи, пичко. Добар. Поздрав. Да се пишеме. И се гледаме често за MotoGP. Да. Од сега па натака може и ќе спојуваме по 2-3 викенди у една епизода, пошто многу ќе ни се врати. Може и у 3-4 сабајле ќе ги снимаме, за да одмориме малце од ноќните трки ќе видиме. Да. Напорен распоред, не очекуваат многу возбуди, многу драма, ние сме тука да промрчиме, прокоментираме, се насмееме. Ако уживате, покажете знаци на живот, ако не уживате, пак покажете знаци на живот. Тоа значи лайк, subscribe, share, мер, коментар и така натаму, звонче и така натаму. Опците, да, слободно. Значи, оваа епизода не зборевме за Марк Маркес, не зборевме за Роси, значи не сме како расипани ленти, зборевме за гумите, ама сите зборат за гумите. Да. Вака ќе се одјавиме на крај. Ау, обавезно.
Значи, знаеш дека на кавер фотка на YouTube го ставам Петручи се, само не со таа Да, слика, да, да, него... да, да, да. Стави нешто и Дукати некој 100-та трка, Не нешто. може, не може. Не. А го ставија на објавата на социјални медиуми за 100-та победа, го имаше и Петручи во Стварно? дизајнот. Видиш. Да. А па да, добро, он е делото. Лево. Да, па Да, има и победа, две. и Јано не може да го стават, ама без кацика, пошто он пази многу на својот изглед, така малце да ја разубави сликата, нели? Чекај, има и Јанонена Дукати победа фабричко? Да. Не. Да, Да? во Австрија и Филип Ајланд, да. А, Првата победа не. после Кейси Стонер он ја имаше, а Филип да. Ајланд она незгодната 2015 година кога почнаа рчките. Да, али да не се готово. наметиме. Ајде да се Реков. поздравиме, да си мафнеме и да се Чао. видиме за следна трка. Чао. Зарно зубо.